Добро вечер за уште една интересна вечер, исполнета со забавни содржини. Секако ако останете со нас и најновата епизода на Нема љутиш. Ке се обидеме да измамиме што повеќе насмевки на вашите лица, но секако тоа нема да го сториме сами, туку со нашиот гостин и нашите и ваши пријатели и поддржувачи. И понатаму не поддржуваат од бучен козјак. И тоа нормално, на најдобар можен начин, така што ги изработуваат оние превкусни и здрави млечни производи кои ги има насекаде во Македонија, па така ви се и лесно достапни. Верувам дека досега ги имате вкусено и дека сте задоволни од истите. Тука и Алфи Техноцентар, тука да, во Куманово, но и во Скопје. На две места, јас пак ќе кажам, тоа е тоа место на кое што можете да најдете се на едно место. Не две места, а се на едно место. Чудно ма функционира. Производите на Арис исто така функционираат. Треба само да попрскате малку, треба труд, не, нормално, так, но на брзина можете да направите чисто ренто на секаде околу вас и затоа велам дека се многу практични за примена, а обезбедува сосема чиста околина. И тука е незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски, а од ова година сега намаму, значи и во ресторан еден, тука можете да ги закажете вашите веселби затоа што се најдобри. Во минатата епизода го споменав, како и сите други во светот, што го споменаа кого друго, ако не Трамп, па не може човек да остане равнодушен на неговата појава, со што и да се занимава, а посебно не поради тоа што ми се чини дека по неговото повторно доаѓање веќе ништо нема да биде исто како што било. И така сега сите се некако во исчекување што ќе биде мајката. Нешто као она, знаеш како се држи глуп во неизвестност, да? Епа, чекај, после ќе ти кажам. И ете така, сите се во неизвестност, па така и Македонија исчекува што ќе се случи. Во стилот на Груевски, кој како млада мома се сеќавате, на пенџер на вечер чекаше да се појави принцот од Дуи, така и ние сега чекаме да видиме што прилика ќе ни се покаже и дали ќе биде онаа српската како смо се надали, море, боле смо се удали. Само знаете што? Да знаете, сите вие, посебно важи за младите дами. Треба да знаете дека не е важно девојката богато да се омажи, туку е битно жената богато да се разведе. Ние таа прилика околу разводот, ми се чини ја пропуштивме некаде во 90-тите, кога и се разделувавме од една заедница и може да се каже дека не поминавме најдобро, иако разделбата сами си ја побаравме, бидејќи со многу кокетиравме. Во стилот, колку сте мажена, вели 10 години, имате ли редовен секс, па јас да, а за него немам појма. И не ми интересира, ви додал јас, за разлика од тоа дека живо сум заинтересиран за вас и вашето расположение. Па поради тоа, еве веднаш брзам и ви најавувам што тоа ќе можете да видите вечерва во Нема љутиш. Па ми за јас збориме нешто дома. При мене комшија слуша, ама ја ги сак слуша комшија. Што? Ама са се испокарали, Гледај кок. Корпус деликатес. Леле, колко џоко истуја, Ја најдов? Да, лепи. Удрвена особа е особа која од налет на адреналин не може да даде одговор на поставено прашање. Тај куќа има дадено 2 бале сено и тој пред воз ставено. Селјаци премислива кога да раним воз, он ќе се врати па. Kad sam mogo ja, nisi mogla ti, sad kad možeš ti, sad ne mogu ja. Ајде, живели, ајде. Па куде си, бе, целу неделju те нема? Нема. Знаеш, во зграду седо, тако? Многу ни танки тие задови, све се слуша. И? Па ми за јас збориме нешто дома. При мене комшија слуша, ама ја ги сак слуша комшија. Што? Ама са се испокарали, пуздер се направива. Па на крај онај комшика му вика на комшу. Слуша се, све се слуша кod мене. И ако ме изнервираш, ке зему на сви поред ке ги дам у зграду. И?
Па и едно време чека пред 1, 2, 3, 5 дана пред ева нема ништо. Викам, чеке, прашам за звоникот е комшико и праша кај ќе дојду наред. И? Лом ме направи. Ти лоша комшика имаш, бе. Моја болја комшика е. Ова, десна страна што ми. Што е бој? Она на мене ми траже. Што ти траш? Смее се ти, однајдам, вика. Комшо, да не имаш метар да ми дадеш? Ја викам, немам комшике метар, највише тако до 5-16 сантима да е. И ништо, и она лом ме направи. Дами и господа, поново, по старо другари и другарки, а најмодерно, браќа и сестри, еве во оној дел кој што вие, верувам, го милувате најмногу од се, во емисијата Нема љутиш време, кога ќе ви го представиме и нашиот гостин. Прв пат во историјата на Нема љутиш, еден из гостин, втор пат нагости кај нас во иста сезона. Има и причина за тоа. Сега ќе го прашам Коки. Коки, знаеш ли што е разлог? Да биде еден човек, друг пут, у треќу сезону, не, у 11. Не му клапам мајко му, сајаше да го направам. Зашто? Што Не, мислиш? може да ми текне. Ајде бе, погаѓај. Прво што ми доаѓа на памет е дека ги пофалија наши спонзори многу, така ли? Мислиш, Радуваја сам поклон? Да, Радуваја сам поклон, тој ми беше само многу. не рипало од радост како Не. дете на чоколаду. Или на играчка. Друго е, брзо, ајмо, дај. Сигурно и бија тачан на снимање, значи доше на време. За разлика од нас што смо нетачни. Да, така е. Доваѓале се и други на време, не е само он. Да, дојде на време, ама и други се доваѓале. Треќа среќа. Гаѓај. А, текнами. Што? Мора да ја кажувај убаво вицеви, не га викаш ти за џабе па. Не убаво, најубаво. Најубаво да Стварно, кажеш. најубаво. Дами и господа, Јоце Панов, уште еднаш повторпат оваа сезона. Добре дојде, другарче, драго ми е што те имаме повторпат. Тоа е навистина причина, ретко кој како тебе кажа вицеви во оваа емисија, тоа можам да го гарантирам, и на број толку и на начин на кој што ги кажа, супер. И самиот рече дека следиш хумористични емисии од дете, ја кажа приказната за КАП-15 дека ги знаеш скоро наизус или ги знаеше порано сите нивни скечеви, но има уште една причина зашто вечерва Јоце Панов е тука. Ајде, пуцај. Тоа е неговиот концерт кој ќе се случи на 8 март. Тој ден е познат, да не го објаснуваме, неомилен помеѓу нас мажите, омилен меѓу дамите, иако нели се представуваме дека ние најмногу си го сакаме, исто како што беше за 14 февруари пред 2 дена. Добро ти, јас сум нели одамна женет. Више тој 14 февруар, 8 март. Куде мене, Добро. не знам. Нека го разманали. Да, размана све тој. Куде тебе нели ти дека си сак по други пат женет. Тазе. Куде... Мада не може да кажеш дека сме славиле младенци. Не слависте ме. Не, старовремски. Куде го води, кажи ми, партнерку сега за 14 февруар? Дома куде њојни. А за 8 март ќе да си го зему, да се. Па нели, уо се пада, видиш го и так. Не бе, и на концерт го води и паќе го води на концерт на 8 март, ама овој пат каде Јоце. Добро, Пред тој концерт има Смул Куманов, Важи. со Чако Скопје. Важи се. Концертот ќе биде, Јоце, ај малку повеќе детали, да не откриеме се, ама ете, дали ќе имаш гости, каков тип на концерт ќе биде? Да, во Македонска филхармонија ќе се случи. И ми е драго што имам чест, ето, бидејќи новата зграда на Македонска филхармонија е само неколку години и е по сите светски стандарди правена од типот на акустика внатре и многу сум среќен што ете имам таква можност. Плюс ти одма до таа зграда некако учев факултет за музичка уметност и некако првите тие детски денови ми поминуваат таму и сега кога се навраќам од една друга перспектива, дека треба ќе имам свој солистички концерт, верувајте ми многу, не знам како да го опишам тоа чувство. Инаку на самиот концерт од прилика ќе од 25 до 30 музичари ќе бидат на сцена, да, од 25 до 30 музичари, што мислевме дека задоволува, значи задоволува за сите аранжмани распишани од Дамир и Мери и од Демир Кантуровски кои ги распишуваа сите мои песни и оние песни што ќе бидат изненадување, тоа навистина ќе биде изненадување, ќе бидете присутни таму и ќе видите.
Значи ќе има некој коктел на Ќе има, музички ќе има номери, нешто, ќе има не само нешто што твои е- авторски. Ќе има и коктел еден, ќе има и нешто што е скроз ново, скроз буквално. Гости некој ќе имаш или Ќе имам, јас имам 4 дуети, со Наум Петрески имам дует, во кариерата што ни помина многу добро, потроши друже, потроши. Со Зуица Лазо имам дует, имам со Дарко Филиповиќ дует и со Александра Матрикс, тоа е еден машап, не е тоа класичен дует, ама еден микс на песни што предобро пројде на ниво на сите овие простори. Ама за жал мислам дека од Дарко веќе има настап, има договорен, Наум има, Зуица и Александра ми се за сега опцијата и гостника што нема да ја откријам, немам дует со нејзе, ама на моје големо задоволство, одличен вокал, што ќе биде таму и што ќе отпееме еден дует на самиот концерт. Добро, значи ќе има ќе биде разноврсно. Тоа е Ќе биде важно. дефинитивно, да. И кажи ми сега, кој беше мотивот за вакво нешто? Дали досега подготвуваше, не се сеќавам дека си имал ваков тип на концерти за овој датум посебно? Јас имав 2007, далечата 2007 имав во Домот на културата Ацо Шопово Штип. Сте биле сигурно Макфест кај што се одржува. Јас сум бил. Да, Што е само добро. ти па и јас сум бил. Што мислиш дека не сум Ја прошетал? да си кажеш за мене, па не бе сега. таму имав мој солистички концерт, иако имав само мои 5 песни. Тоа време. Тоа време. И Тоа одржав време солистички. и одржав солистички концерт. Дали знаете, ги имам тие снимки, значи цел концерт се снимаше и ги имам како снимки, ама искрено не бев убав, не се свиѓам и затоа никад не сум обивал. Не знам зашто не се свиѓам. Сега сум како помлад од таму дете. Така е ли, така е? Ама добро, не знам, сега така се нося. Имав еден костим кој не знам, така беше малку, не беше толку струк, малку поширок. Само критичен си И малку. многу сум и секој ќе ќе видам и многу од тимот што ми се многу да објавиме, убав настан, убав момент. Ќе пуштам го гледам кој стварно. Чудно ти. Сите пеат. Имав, значи мои 5 песни ги вртев 3 пати. Сите пеат, а јас Сите ставувам. пеат, а јас снагувам. Ќе гледам. Кога ќе гледам? Кога ќе гледам и викам, абе дај може ли некако да се маркирам јас да. Ама што се викаш? Не дека сум толку, пуштам ама ова, тоа едно време беше по-друго некако и се гледам и вика, бе, зошто вика, окей, да си Ја па кога беше седи вика бе Бекенбарди тука сум пуштил, како Елвис Присли викам бега оставиме. Многу беше успешен концертот, навистина многу беше успешен. Сите седишта беа полни и замислете сите пролази што се има 3 пролази. И тоа беше поне. Сите пролази беа полни. Значи буквално тоа ретко се случува, да многу мала атмосфера имаше на самиот настан и тоа и беше некој како да кажам поттик што продолжив со оваа работа. И помина толку години, јас имам милион настани големи. И самостално, каде што пеам низ милион клубови, каде што сум имал голем број на луѓе. Ама сепак тоа не може да го доживеам како ова нешто се солистички концерт, каде што луѓе ќе дојдат, ќе седнат, 2-2,5 часа ќе ги слушат само твоите композиции, тоа што си го спремил за нив. Кога пееме по овие настапи, пеем, таму одам со друга цел, таму одам со цел да ги забавувам, да му направам на газдава повеќе да испијат, да биде задоволен и таму ми е тоа целта. Тука целта е сосема една друга, поинаква. И искрено 50 песни имам позади себе. Кога викам, кога можев со 5 да направам, па со 50... Не се сомневаме сега дека ќе се Треба да напомнат, па и направам, оние викам. кај што се поминува, Да, дека ќе се дали ќе напомнат. дозволат овде филхармонија да се стои? Да не заборавам, им должиме на нашите гледачи една фотографија од минатиот пат. Да не излезе мислам дека дека си излажал, за ние Ѓоковиќ, со кој да. викам, ове лаже, не се сликае с Ѓоковиќа се. Така е, Ама му го слика, 2008. нема го 2 дена да го прати. Даме и 2 дена чекам, ќе го прати, ја ќе оќе, не ќе, не се. Така го најдов и концертот, да не седна. Барај. И кога, гледај кога, корпус деликатес. Леле, колку Ѓоковиќ ова е, стоја, нели, ја најдов. Да, лепи. Гледај Јоце, он ли би брат, сигурно, ове не личи на njega. Бакенбарди има. Бакенбарди Ами брада има. Супер му стои. А? Што му стои? Супер му стои. Ете, Ти у Бермуде гледаш доле. Не гледам Ќе го Бермуде објавам доле. концертот. Еве ќе го објавам концертот. Подготвувајќи се за емисијата со Коки слушавме твои песни. И сега баш се зачудивме за некои од нив, посебно за оваа која ќе ја чуеме сега.
на прво слушање. И викам на Коки, ова не е лоша песна. И он вика, ова као Мухарем? Викам, што? Да. На Мухарем е песната, Јоце ја пее. Не бе, не, стилот вика како на Мухарем. Да, Викам, дефинитивно. да бе, стварно. И навистина, во туѓина или у туѓини. Супер Во туѓини, музичка номера. Композиторот што Демир Рама, да го поздравам, што ми ја даде оваа композиција е композитор исто на Мухарем, на Синан Сакич, на многу песни. Значи не случајно На Джей, да, на Ау, Джей, ау. да, дефинитивно. NBA. Така да, и многу сум среќен што композиторот, он ме најде мене, всушност ме гледаше на телевизија во Грант, на емисија во Грант, поточно, и кога ми пиша, кога отидов кај него, на Дорчул живее во Белград, кога ги видов сите слики, кога ги видов сите хитови, кога слушнав кои песни од Джей, него, од да, Живот кратко Добро, и трае од од Дорчул, Джей. така, и Джей беше од Дорчул. Они другари заедно израснале, заедно држале кафич, му бил менаџер на Джей. И кога ги слушнав таа една атмосфера, токму во тој период ја снимав у лице со Дарко Филиповиќ. Аха. И викам, кај ме најде сега, човече, се окапав и од пари давање и од тоа. Нема какви нови песни, остави ме, викам. Студија. Да, ова просто. Ама Ама кога ја ги слушнав, зема гитарата човекот и вака е на стара школа. На лист, нема како сега. Лист напишана песната, ајде друга, чекај, толкава папка песни, пеј и песната е кај и премиерно ќе ја откриам. После концертот ќе објавам и другата песна што за која он ме повика всушност, а во туѓини јас ја одбрав од тие што ми ги вртеше он. Така е. А он ме повика всушност за Алкатрас. Има на песна, имам Алкатрас, ја снимав. И он буквално во стил на Аца Лукас, тој фазон, ама со многу рок примеси. Буквално тој. И вика, кога те видов на емисија, нема реков, мора овој дечко да ја отпее таа песна, мора ти да ја пееш таа песна. А песната Алкатрас ја имам после емисија ќе ви ја пуштам, ја имаме како снимка, ама не ми е официјален микс, треба пратечи вокали, спот да направам и затоа после гостев после концертот бидејќи имам. Ексклузивно ќе не пуштиш да После чуеме. концертот обавезно. А сега ексклузивно за нашите гледачи, ова е песна околу 3 месеци толку. Толку негде, да. Типувам дека ќе биде голем хит и кај нас во Македонија и на цел Балкан. Јас Коки не го представувам во емисија, па и тебе да простиш, другарче, заборави Бобе Амаделос, маестро. Благодарам, чест ми е задоволство. Чукај руке малце, ме, па тебе ќе те представljam како никој не чука руке, а ти идеќеш за njega. Сам ти се чукам, сам ти се чукам. Бобка, удри да чуемо. Браво, Боби. Свири бе човек? Nije lako, druže moj, kada živiš u tuđini, često budeš sam sa sobom u tišini. Nije lako, druže moj, kada živiš u tuđini, a sve bih dao da je ona tu negde u blizini. Srećo moja prva ljubavi, reci mi sada gde si ti, na mojim usnama zauvek će tvoje ime ostati. Srećo moja prva ljubavi, reci mi sada gde si ti, na mojim usnama zauvek će tvoje ime ostati. Ја не знам да поју, ама што свиру кад друг поја. Овие ми ги залепи, ми ги лепишови. Не, овие знаеш како, ги ставаш на маса и као да ги Еве на македонски бидејќи имам и македонска верзија. Nelesno, brate moj, koga si sam vo tugina, često sedi sam, vo duša so gorčina. Nelesno,
Često, brate moj, koga si sam od tugina, a sebi dao da je ona vo moja blizina. Srećo moja, ljubo moja si, kaži mi svega kada si, na moj te usni pečati, tvoje to ime ostavi. Srećo moja, ljubo moja si, kaži mi svega kada si, na moj te usni pečati, tvoje to ime ostavi. Tvoje to ime ostavi. Сагате на македонски, сагате на оној универзален балкански, не можам да кажам јекавица и јекавица, седно, ова типувам дека ќе биде твој голем хит. Ќе го промовираме максимално и кај нас на телевизија и како што реков пред да почне да пее Јоце Панов, тука Емирати е некако у Куманова, не? Емирати, у Куманова, Емирати. Знаеш, за пустињу. Да, за пустињу. Знаеш ли ти Кумановец се изгуби у пустињу? Не. Оди он такој, оди едно време и гледа еден бедуин. И доваѓаме на бедуина, објаснуваме, вика, абе, вика, колку време, вика, треба да оду, вика, да дојду до извор на воду. До воду да дојдеш? Вика, да. Е па гледа, вика, појдеш ти право. И одиш, и у четвртак десно. Скренеш. Он скрене воза 2 дана брат од слънце и урутин. Ја се кажи ми, гледам дека со Дарко Филиповиќ покажуваш актерски способности, доста вака глумите дека ми мафијачи, типот на мене ми Дарко заличува на Ал Капоне, онака буцкас на свото, со шешир ко Ал Капоне. Многу интересно. Рече дека К15 си ги следел многу, си снимал со Цацко реклами, имаш нешто вака така. Покажуваш, значи, актерски склоности. Би глумело некој филм да добиеш понуда? Дефинитивно да. Многу јас сакам глумата, актерството многу и дури многу сакам стендап да правам, да штета што не сум учел глума и што да учиш бе брат, ние не сме учели. Затоа не бива. Не, овој. Па што ни фали, што викаше еден наш поранешен премиер? Па и ја не сум завршија факултет, па што ми фали? Па што? Па премиер би. Премиер стана. Па што има врска? Не, он учија и се спремаја за глуму. Значи, на njega му фали еден испит да дипломира на глуму. После Стварно, знаеш кој е? Приемни не га е поручи. За еден испит. За еден испит не е дипломира. Значи нема правда и тоа е тој. Што знам што да кажам. Калимеро. Види, ама може да глумиш у филм, ама не за возрастни, пошто у спот што ти виде брига ме, запишага име на спота, не го забрав тој спот да го гледаш. За возрастни. За возрастни, брат. Ти не знаеш што проваѓа. Цело време. Јоцата, ја него не видео Јоцата. Ќе пуштите еден има температура, да. Зилев бина, овој ми мути малце лево око. Така е? Озбилно, без све. Што не кажеш такви работи? Бикини, микини. Кажи ги тие спотови што су пробистрени, малце да ги гледам. Сите мои спотови имате тоа. Има? Сите. Значи пушти и гледај. Али За плюс 15? Не, чекај се, што плюс строго 15 и плюс од 20 до 50, пошто и после 50 се штетни. Замисли, на порно филмови. Оние филмови за возрастни да кажеме, културно пишуе плюс 18. А замисли, гледав ги оние со помали. Абе, да се чудиш. Тајма од мала пауза за вистинско време, па се враќаме со вториот дел и маестро Јоце Панов. Удрвен. Поим удрвен и поим дрвен адвокат су сасвим различити поимови. Овој га кажују да не дојде до забун. Удрвена особа е особа која од налет на адреналин не може да даде одговор на поставено прашање. Не знае да направи соодветно движење пред персона од супротен пол. Одма да се разберемо. Удрвеност не е наследна особина, него е дешавка која може на свакога да му се деси.
Цејпа Дрвен адвокат е тип кој само иницијативно збори у име на некога кој наравно не е мутав. Тој не може на свакога да му се деси. Затоа си треба дарба. Муабет, што си се удрвие како млада невеста, сви играви се веселива, ти си застанаја како стожер и не мрдаш. Тастер за стрес, дугме и уопште не помага на удрвенога. Него напротив, допринаса за још поголему удрвеност и статичност. Удрвива ми се ноге стојајке и удрви ми се гузица со проштење седејке. Ај, чао! Бре, текна ми сега. Видели бре ти што беше оној ден за оној воз за Белјаковци? Туго. Собира се, па тоа е било, јас сам видеа, ама овој не сам видеа до сега. Море, музика, па трубачи, па сечење, лента, демек, од Белјаковце туристичку атракцiju ке правив. Најбоја дестинација туристичка, кога ја ги од довезенце овие невесте ке идем у бикини, па ке се сунчав там на плажи. Тоа е све за прогудот туј. Да, 100%. Добро, бар имаш шеталиште. Какво шеталиште? Ливада, бре, толика па нека шета. Шала на страну, бре, и оние мештани од Белјаковце озбилно све сватиле, па се организирале. Свака куќа дала по нешто. Ајде, бе, свака куќа дала по нешто. Па јас сватоштине имам, а тама ништо не сам чуја. Па што ке чуеш кад си глуп? Па ја не сам чуја, не сам ја од Белјаковце, од која знам која куќа што е давала, ама знам само за тој првото куќу. Тај като легнеш у Белјаковце од десно. Добро. Тај куќа има дадено 2 бале сено и тоа е пред воз ставено. Селјаци бре, мислива кога да рани воз, он ќе се врати па. Каруц нема. Бре, а воду? Куде са му давале воду? Воду, што баја до Шупли камен, тој ти е главна успутна станица туја до Белјаковце. Дека има ширинка, не можеш воз да направи полукруг, па ќе залети преку реку, ке пине воду и ќе продолжи за Белјаковце. А по пут, куде са му давале воду, бе? Од кофу ли да пие? Па мала кофа, бе, тао, како може да пие толкова малу кофу воду? Што си се бре фатија за тој воду, како селјаци за сено, да не кажу како ќорав за стап мајко му. А брат, не е ли ти јасно дека тој сак направива еден пут да отиде воз само и толку, тој мислиш ќе иде свак ден воз за Белјаковци? Чуе ли си ти да има овие денови возни ред за Белјаковци? Не сам чуе. Нема ни да чуеш, глупчо. Нема да чуеш како да чуеш кад га нема. Што ги прави? Пукнале људи да иде во Белјаковци. А знаеш и ти бе још колку работа има од оној страну, па бугари бре треба да направи тој њино. Ми до границу, па они од тој страну. Јас сам чуја бре, тунел ке правимо. И они од тут ке прави тунел. Ама што правимо да кажемо ако се промашимо с бугари? Одлично. Ако се промашимо, нема се погодимо, ќе добиеме 2 тунела за исти пари. Одлично. Мислу, ако се разидемо с бугари за тој што тмна у тунел, разбира. Блад се стои. Разминале смо се ми с бугари многу дамне, још у прошли век, не се секирај. А тек у овој век како смо се разминале. Како смо се разминале? Лако. Они ga фати со тој воз за Европску унiju, a mi ga fatimo voz što ide samo do Beljakovce. Ете тако е. И за тој воз нема возни ред. Какав бре воз? Види ga, оно нема за ништо ред у државу, ке имало ред за воз. Пукнаја некој да иде у Белјаковце. Оди, бегај тамо, бикини ке видеја. Ili žurim ja, ili kasniš ti, kad sam bio sam,
Ti si bila s njim prošle godine, sve se promeni, ti ga odstaviš, ja se zaljubim. Kad sam mogo ja, nisi mogla ti, sad kad možeš ti, sad ne mogu ja. Znamo se dugo, možda i nismo jedno za drugo. Kad sam mogo ja, nisi mogla ti, sad kad možeš ti, sad ne mogu ja. Što nam se uvek dogodi treći, sreća je u nesreći. Kad sam mogo ja, nisi mogla ti, sad kad možeš ti, sad ne mogu ja. Znamo se dugo, možda i nismo jedno za drugo. Kad sam mogo ja, nisi mogla ti, sad kad možeš ti, sad ne mogu ja. Što nam se uvek dogodi treći, sreća je u nesreći. Браво, маестро! Ова и уште многу други на 8 во Филхармонија, на 8 март, за дамите пишува. Знаеш зашто се насмеја до поеше од Зашто? Нешто текст, Текст ме подсети, вика, немој да не ќеш док можеш, зашто кога ќе сакаш, можда нема да можеш. Знаеш што е уште полошо? Пеам на настав со Дарко Филиповиќ заедно и пеем у диско. Сега пее она, нели, ми сега пеам ја моја песна и ја пеам. И цело време пеам кад сам мого ја со публиката. И Дарко цело време гледа и вака ми прави. Што го е на човек? Па, Нisi mogla, sad kad mu sad ne mogu, ja imam pa kad mi pravi. Pa to je to u stvari. Što je? I koga skontam, vikama mi idi. Sad ne mogu, I sad ne možem da je pevam, vikama me. Сега виде дека нешто... Да, sad kad možeš ti, sad ne mogu ja. Затоа не може да неќеш кад можеш. Затоа користи. Ако сакаш можда нема да можеш. Тој Ама си тоа важи. не само жена неќе. Нема ружна жена, има само лош швалјар. Тако ли е бо? Слажем се. Ружна жена не постои, молим лепо. За дамите Јоце Панов на 8 март. Ти ми кажа дека ми рече дека дома кај тебе се си е под контрола, нема многу љубомора. Ова кога го виде за дамите, како реагираш? За дамите, па види, вика, Јоце Панов за значи, дамите. Јас можам да дојдам прв. Као лепа брена за 4 особа. Јоце Панов за дамите. На колку сакате? Да ви го принесеме? За тука или да ви го спакуваме за под дома? Одма ќе го јадат. Ке го јадат. Знаеш што е интересно, Јоце? Ај вака, минатиот пат на Хумановски ни читаше, беше онака, климав мал. Да. Сега ти спремим нешто друго. Малко. Малку ми греши. Ајде да видимо сега, имај си време да повежбаш, да видимо една убава вест. Да чуево. Која е вест? Значи, убава? слободно да ти протумачи мозок прво и Да. после го испуцај. Малце можеш да го свариш, оној, што се вика, па ga плюкни по. Слободно, како ти дојде. Изрази се. Еве една убава вест. Зима проваѓа. Доваѓав днови кои ќе биде све подугачки, а сукиње све пократки. Нели убава вест? Убава вест. Само е, не днови, али добро днови. беше се. Значи, днови. Днови ли се, днови, Днови ли се, аргатски, днови. ваки, Днови, големи, днови. Да. Днови поголеми, Днови. а сукње помали, тоа е ово. Идемо на коде лето. Помали, пократки, како сакаш ги кажи. Пократки Важно, види се поиш. Што е нешто убаво да се каже. Така е. Зима 18 проваѓа, што дрво спомнали некој, но дрво више не се исплати да се грее. Да грее ли се некој више на дрво? Кога не се грее, јас се греju дома на дрво. Ти, на Ја дрво. и читав одговор си пред некој ден.
И читам оглас тамо, вика, продавам ефтини дрва И? до 3 сат попладне. Зашто? Чекай си, викам, ало, само да прашам, викам, добро ефтини дрва, зашто до 3 сат попладне? Па вика, дрва са на ефто, а ефто е на работа до 3. После ке се врати, вика. И ке не фати куде ги носи во дрва. Ја па за маму земам дрва, имам климе, 300, ове климе. И сака, ама не научила да се грееве на климу, вика, Драгане, не е тој дрвце си е дрвце, и зему 2-3 кубика да се најдем за маму. Да, бе, да си имаш. Да. И комша ми врти онај дом, вика, абе треба ли ти дрва, викам, што ме прашуваш, сак пред некој ден ги донесева, не ли ги види пред двор наредени дрва, треба ли ти дрва, викам, не ми треба. Саваля, стану пола ги немам. Он за да ме прашува, треба ли ти ги дрва? Што ви им порачал на нашите гледачи? Кој е мотивот да дојдат на покрај тоа што ние ќе дојдеме, нашиот мотив што ќе бидеме твои гости? Што да им биде мотивот на гледачите да бидат присутни? Што можеш да им ветиш? Добра забава, онака љубовни песни? Па мислам дека ќе што се трудиме цело време со тимот да го направиме е една поинаква, буквално поинаква вечер, барем кога се работи за мојата кариера, да дојдат луѓето и да ги донесат нормално своите дами и да им приредат една ноќ за паметење. Јас кажав на почетокот, се трудиме да има такви изненадувања што ќе буквално ќе го отворат секое срце, буквално ќе има и радосни моменти, и моменти кои се не радосни, ама моменти кои се многу ќе открием ако кажам. Тако, не, ќе открием да ги држиме малку така. Да ги држиме, ама мислам дека ќе биде со така убави измешани емоции, една вечер која ќе целата моја кариера, во таа кариера не е само кариера песни, во таа кариера е пат, буквално пат, трнлив пат што сум го изодел сите овие години наназад, бидејќи во 99% случаите сум работел сам, на се, буквално за се сум се изборил сам и таа ми беше и поентата, да си направам нешто пред се мерак за своја душа, мислам дека сум го заслужил тоа, на начинот на кој што сум дошол до сите тие песни, до сите тие моменти во мојата кариера, до сите тие награди, преку 20 интернационални награди на фестивали што сум бил надвор од државата, и мислам дека редно време е да го сумирам сето тоа во една ноќ и да го снимам целото тоа, за да може да остани тие што нема да имаат можност да бидат таму, да може да го дадам на телевизиите како вас, да може да после тоа да се врати емитува. Ретко ми доаѓа такво нешто, многу го кажеме. Ја прекинувам обично долги говори, ама е сега го остави Јоце, навистина срочи се она што е на некој начин главното за таа вечер и твојот настап во филхармонијата. Ајде сега да доловиме уште малку атмосфера што ќе можат да ја почувствуваат и дамите и оние други кои ќе бидат присутни на 8 во филхармонија. Трета песна. Ајде да видиме Боби што спремил. Маестро Боби, почни ти, па ја ќе слушам. Ја ќе слушам. Ја дали може да доаѓам на секоја емисија? Не мора да бидам гост и да си седам и да ме слушам. Ако ме вратме тука, еве има публика. Ја би доаѓал да ме слушам. Значи толку, затоа ги сакам кумановци, толку имаат во секој еден, мислам дека за секој збор и вие имате некоја ситуација, некој виц да кажете, да го свртите со случка некоја. Па тоа се трудиме, сакаме така да изгледа емисијата, онака да влеземе во домот на луѓето. Ама тоа е природно. Мислам, тоа не е да знаат еви луѓето што не се од Куманово, да знаат дека јас со кои кумановци да седам, сега кога ќе седам, кога идем после во кафана, се исто. Пак е таа атмосфера. Нема глума, и сега ќе кажеме виц дека не. Кај да седеш со кумановци се е исто. Многу пати сум повторил, има многу кумановци што кажуваат подобро вицеви од нас, што пубаво се шегуваат, само по игра на случајот има друга професија. Не се одлучиле да бидат водители, да бидат актери, да се најдат на телевизија. Стварно има онака луѓе кои се духовити, за жал сето тоа во последно време малку опаѓа, веќе во целата држава атмосферата е таква, мајде да се надеваме на
Подобро да се надеваме дека што повргу ќе ни иселат и ќе остана само они, па ќе им биде Па, весело. Како беше каже, кој кажа краде? Па без боли некој таму. Многу, дај музику, многу се меша муабетот на лоша изолација. Ехо. Кој беше ехо? Ехо, не го познав човек. Мехо. Да не, тој беше од Босна. Јас се извинјавам, тига пажливо слушане или од овој задњо што беше излагање негово, ја го пажливо слушам. Да. И сега мене што ми стана тој уши ми кажа дека 25 години, знаеш, оне по наступи повеќе жене му иде. Ја тига претходно праша дали е све под контролу дома, нели, пошто за дами вам, а он све да е на наступи, све популација 80% женски се. Да, ама зато едно дете сам. А? Едно дете. Па затоа еднаш бил дома. Вика еднаш бев дома. Така е добро. Друго, Добро што немам две. Јоце Панов, Проблем ќе види. били зворени за тоа. Боле на едно, ајде. Да не кажемо дека помагале. Други, како што ме Коки да каже, некад. Изволте, маестро. Фала. Да не стануju. Први два реда ќе бидам највеќе. Тие нема да платим карте, па ќе играм. Да, ве ќе играм. Noćas je ludilo u gradu, što da kući sedim sam svi piju kao da se znaju. To niko nije normalan, devojke poruke mi šalju, a ja o tebi razmišljam. Noćas je ludilo u gradu, ma neću da se nerviram, veruj da briga me, što neko drugi sad ti je u planu i što radi sve što ti ne pristaje. Veruj da briga me, ja sam sad u najboljem izdanju. Briga me, briga me, briga me. Али онаа првата ти викам, за неја сум гарант сигурен дека ќе биде топ. Испотот е окей, али темата е. Noć se ludilo u gradu, ko da je sutra sunji dan, drugovi pričaju po kraju, da si me dovela do dna, da svaku poznajem kafanu i da zbog tebe ne spavam. Noća se ludilo u gradu, no se to nije istina, veruj da briga me, što neko drugi sad ti je u planu i što radi sve što ti ne pristaje. Veruj da briga me, ja sam sad u najboljem izdanju. Briga me, briga me, briga me. Veruj da briga me, što neko drugi sad ti je u planu i što radiš sve što ti ne pristaje. Veruj da briga me, ja sam sad u najboljem izdanju. Briga me, briga me, briga me. Ma briga me! Браво! Вечер е лудило у граду, Или гајле ми е. на мене мама ми надроби да еду у каду. И мора да седу дома. Лудило вечерва во Нема љутиш, Јоце Панов како најава за неговиот солистички концерт на 8 март за сите дами и нивните по-груби половини. Сега лошо се изваде, по-нежни, по-убави, а знаеш што ви кажале? По-груби половини. А не знам бе што. Посилни половини. Посилни, За да. посилните половини, иако некад не смо ни четвртина, ама до. Нека дојдат да уживаат пред се, ќе биде супер концертот, ако има интерес, рековме и 2 на 9. Маестро, ти посакувам да А биде може и да така. станете и да направите по еден виц да кажете, да видите така на Оти да не, ако филхармонски виц онака. Вете ме со Коки дека во првите 2 реда ќе биде најразиграно. Вака темите ти се за играње, сега ми дојде така, ама викам мај постара публика не следи. Лудило ќе биде сега со награди. Вака да се тебе шомки ти снемо да вие производи, ти најави се пак дојди на гости ќе ти дадеме пак. Брат ги пробави. Како не ги Многу проба? добро фајта, ти рече дека Знаеш се како слушај. чистам по дома, не А, се нели? слушам. Луце, мој
моја Луце, стакло, што не чисти ово бе, све. Имаше едно време една реклама, викаше пере дури и нечисти души. А они пробаја затоа што они сами чисти. Овој сапунч. И још не мога да сват. Тврд шампон? Нема, само течен сапун. Арис, браво. Наши пријатели, Арис, веќе ни би рекол, Браво. исто како и Бучен Козјак, сигурно имаш проблем. Бучен е мој пријател, да, Твој дефинитивно. добар пријател, за попат Минатиот јогурче пат, малку да по пат си ги се испив. Така е? Минатиот пат, да, Тоа е дефинитивно. добро за освежување, да не заспиеш додека возиш. Тоа е тоа, пробиотик. Сирен се малку за бъцка, ќе си ставиш и нема проблем. Знаеш, ќе ти средиме пред да тргнеш додека ми ја пушташ таа песна што ми ја вети и премиерно да ја Да, чујам тајновито. Алкатрас, И имаме... Собирај си ова, помоеш дека весел да си направиш, ако не си бил... Беше во едно село или не си бил? Не сум бил. Собирај си и ќе си направиме веселба после. Или веселје ќе се направиш, или па можеш ќе бидеш акционер таму. Ето се... Гледам уште некоја емисија. Тимчевски, ваучер, вечера за 20 цепан. Ова може да бидат и ручоци. Не мора, Готово. нели, не се стручки вечери на поезија, па да мора се вечери. Се грана се стемнуви. Да, помали се данови, така да се измеча на вечера, ручок нема веза. Етно село Тимчевски, Ти браво. посакувам полна сала една, најмалку, а може би и две. Ти посакувам сега Фала да ви се од срце. оствари што си планираш за понатаму. Активен си, продолжи така, сакаме уште многу песни и ќе ми биде драго да се чуеме за 3-4 месеци, ти гарантирам дека во туѓина има да ти биде голем хит. Да знаеш, има да ја Фала ти вртиме од кај срце. нас, ама стварно мислам дека ќе биде нешто што навистина е слушано, не само кај нас, него на цел Балкан. Фала ви од Многу срце. среќа во кариерата и Благодарам. се надевам и следната сезона да те видиме пак тука, а ти доаѓаме на концерт таму. да се Благодарам, се гледаме на концертот. Сега вие да бидете мои гости. И благодарам уште еднаш и на честа еве да видам два пати гостин во вашата во една сезона. И пак ќе кажам уште еднаш, ваква поддршка ми значи многу во овие моменти и ви благодарам од срце. во секое време. Излажав, не е само Јоце Панов втор пат поред во оваа сезона во оваа емисија, и Боби Амадеус е втор пат. Сега откриваме. Свечено втор пат. Свечано, официјално. А вие па по кој знае кој пат сте. Поради тоа останете уште малку. Ај бе, побрзо, ке се расплачеш, ке ги натопиш, дај ми ги. Ај па кад ке можеш за некој месец, ке ти се раздужу. Да простите малку што во најавата државата ја стави во контекст на некои си жени, ама што да правам кога и таа е женски род. И за жал се гледа дека според стариот добар балкански обичај, бидејќи е женски род, со државата секогаш управува некој си од машки род, што очигледно не е баш секогаш најдобро. Но добро, барем добивме за прв пат председателка, што дава, нели, ако ништо друго, надеж дека ќе биде подобро. И јас сум море сигурен дека еден ден на вистина ќе биде подобро, само што ете за жал тоа подоброто ќе нема кој да го почувствува, и до тогаш ми се чини ќе успеат сите да не преселат. Изгледа ќе се смират и нема веќе да крадат тогаш кога ќе останат сами. За разлика од вас, кои никогаш нема да останете сами, бидејќи доаѓаме повторно веќе следниот викенд заедно со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техно Центар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. А до тогаш Арно правете за Арно да ви се врати. Значи и до тогаш нема љутиш. Преку репризи и на сите социјални мрежи како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Чао! Забавни содржини и све друго што треба да биде за да биде добро, а за сега не е. Па кодија си биде целу неделја нема. Ке нема, ама сега сгужваја. Најдобар може начин, така што ги избрабуват, ќе се обидеме. Во минато...